Тешката социоекономска состојба подпомогната од здравствената криза предизвикана од COVID-19 го зголеми бројот на бездомниците во главниот град. Околу 500 граѓани оваа зима ќе ја поминат на отворено, грејќи се со картонски кутии или старо кебе подарено од хуманите граѓани. Купната статистика вели дека е негде 500 бездомни лица, но не е направено некое подетално теренско истражување, каде што сметам дека доколку се направи, таа бројка може да биде и поголема од 500 бездомни лица. Локацијата на која што сме утрово, Момин поток, им нуди поддршка на бездомните лица, конкретно со услуги во среда и петок, но тоа не значи дека не работите со нив во другите денови од неделата. Какви се услуги добиваат нашите граѓани? Токму така, значи пунктот за бездомници е едно уникатно место во градот Скопје, отворено од 2008 година и веќе 13 години ја дава потребната помош и поддршка на една од најзагрозените категории на лица бездомниците за нивна успешна ресоциализација и реинтеграција во здрави општествени текови. Во изминативе 13 години пунктот за бездомници е место кое што е отворено од понеделник до петок од 8 до 16 часот работи и во него постои стручен постојан тим кој што се состои од социјален работник, доктор, психолог и жени домакинки кои што се одговорни за одржување на хигиената и послужување на оброкот. Можам да кажам дека во пунктот за бездомници постои палета на сервисни услуги, тоа значи дека бездомниците кога ќе дојдат во текот на целата година им стоиме на располагање со тоа што може да ја остават својата валкана облека да ја остават во пунктот за бездомници и таа да се испера, земање на нова чиста облека, давање на топол оброк, топли напитоци, медикаменти, прегледи од доктор, консултативни разговори со психолог и социјален работник и вадење на онаа цела потребна лична документација, затоа што голем број од нив на почетоците пред 13 години беа лица фантоми, кои што беа без никакви лични документи, ги немаше нигде во системот воопшто и во државава. Па така Црвениот крст веќе 13 години го појача токму тоа поле каде што се извади целосна лична документација на сите овие лица, затоа што неслучајно се вади таа документација која што е потребна да се поврзат сите овие бездомни лица со сите тие права кои што им следат здравствени, социјални, кои што им и треба да ги осварат. Па можам да кажам дека во тој дел сме и доста одговорни и од 170 бездомни лица кои што ние ги обслужуваме во текот на целата година, има уште некои 10 до 15 лица кои што да речеме им фали по некој документ. Сите останати кои што претходно ги нема, сите документи се обезбедени во тој дел. Споминавме 500 бездомни лица кои што се дел од пунктовите бараат помош и поддршка, но официјалната бројка не ја знаеме. Зошто немаме такви податоци? Има граѓани кои што не сакаат, не прифаќаат помош и зошто е тоа така? Тоа е до целата состојба пред се и ситуацијата која што се случува во самава држава. Сите години наназад во целиот оној период на транзиција имало некои помали, но не толку квалитетни, да речам, истражувања конкретно за оваа социопатолошка појава. Треба да се состои еден тим од големи професионалци и стручњаци во она кој што го работат. Не велам дека не се прават помали истражувања, да речеме, и теренски во делот каде што се вклучени професионалци и со своите знања и искуства каде што може да придонесат за тоа едно да речам национално истражување на цела територија на Македонија освен градот Скопје, кој што може да се види глобалната целосната слика на оваа социопатолошка појава, би се извршило само доколку постојат големи финансиски средства и стручни лица во тоа кое што би се посветиле на ова истражување. Застрашувачки ми е фактот што од почетокот на ковид кризата тројно речиси е зголемен бројот на бездомници во главниот град. Да, токму така, таа бројка е и точна и се случува на градот Скопје и на целата република. Во состојба на пандемија од COVID-19 во изминативе 3 години Црвениот крст и менеджментот на Црвениот крст и стручниот тим кој што работи во пунктот за бездомници, значи посветено во оваа пандемија ја вршат онаа мисија и заложба која што е на Црвениот крст да во сите можни кризи и проблеми со кои што се соочуваат сите социјално загрозени лица, конкретно бездомниците со кои што работиме ние, да им сме достапни во текот на целиот работен ден, но и во оние денови кога, да речеме, и период во за време викенд и да речеме после работно време кога ќе се соочат со одредени проблеми да бидеме достапни тука за нив. Па во изминативе 3 години можам да кажам дека
конкретно кај нас, од бездомните лица кои што имаат дојдено, ниедно лице не се пожалило на симптоми на COVID-19. Тоа не значи дека не постои короната и не се соочуваат со истиот здравствен проблем, но барем можеби во тој дел се асимптоматски. Исто така Црвениот крст заложбата е кај ова целна група да ја подига свеста за вакцинација, односно имунизација, така да можеби не поголемиот дел, но одреден процент од бездомните лица и веќе се вакцинира. Прифаќаат, што е добра вест. Покрај тоа што е отворен пунктот за бездомници, одлично функционираат и мобилните тимови на терен, но тука веројатно ние граѓаните ја играме главната улога пријавувајќи, детектирајќи бездомно лице во одреден дел од градот. Токму така, значи Црвениот крст, односно пунктот за бездомници и стручниот тим не би бил целосен комплетен доколку не постојат и патролните мобилни тимови кои што се една нераскинлива алка во работењето на целиот пункт, па конкретно овие тимови како во летниот период, но уште повеќе се активираат и во оној студениот, екстремно ниските температури кои го зафатат градот Скопје. Тој се состои од тим кој што реално си ја знае својата работа на терен, своите одговорности и задачи. И во најстудените зимски температури ги дели сите оние потребни работи, вреки, кебиња, топли напитоци, топла храна, медикаменти, витамини кои што на лица кои што ќе бидат најдени детектирани на терен. Тука исто така треба да потенцираме на нашите гледачи и граѓани кои што во моментов го следат разговорот дека во овој период од годината ние треба активно да бидеме вклучени затоа што за жал дел од бездомниците го губат животот и измрзнувајќи. Што и како можеме ние да придонесеме? Што треба да направиме кога ќе забележиме бездомно лице во градот? Од голема помош би ни било да сите совесни хумани граѓани, враќајќи се на кај својот дом или одејќи на кај работа, кога транзитираат во градот Скопје и доколку забележат бездомно лице кое што е паднато без разлика или кое што наликува на бездомно лица, барем во прва линија да ги дојава на сите оние дежурни телефонски линии кои што постојат во Црвениот крст, така да со брза интервенција тие патролни мобилни тимови и стручниот тим од пунктот за бездомници излегува на една проценка за тоа лице што понатаму да се прави. Доколку е за носење и хоспитализација, тогаш се носи во болница, доколку се процени дека ги има само ние потребни нешта од храна, бањање и облека, а нема некој здравствен проблем, тогаш се носи во пунктот за бездомници, односно стационарниот дел за да преноќи. Како и од каде се снабдувате со донации, бидејќи потребни се и храна и хигиенски средства за да им излезете во пресред, ги имате ли доволно или потребно е повеќе како апел до општествено одговорните компании, еве? Јас им благодарам на сите донатори кои што изминативе 13 години ни веруваат пред секако организација на Црвениот крст и воопшто и на пунктот за бездомници и ја разбираат целата тежина на овој социопатолошки проблем. Огромна благодарност сите донатори кои што не поддржуваат, но сепак би сум задоволна во моментов како стоиме со донации, но затоа што е зголемена бројката и е дуплирана од кога е појавена короната, еве еден апел до сите огромни компании, фирми, корпорации, општествено одговорни фирми да донираат доколку имаат и сакаат дел од сето она што го произведуваат. Најчесто тоа се работи кои што им требаат на бездомниците, оние базичните, значи храна, облека, обувки, хигиена, може во секое време да не исконтактираат на стручните лица и да се договориме како тоа понатаму би течало. Драгана, благодарам за разговорот во утринската програма. Ние секако сме медиумска поддршка и во периодот кој што следува и за се што ќе биде ново и актуелно, ќе говориме во Македонија наутре. Да, ви благодарам многу. Уште еден апел до сите оние кои што не гледаат во моментов. Знам дека на 0 целзиусови степени брзаме до работните места и брзаме да се вратиме во своите домови, но на тој брз пат погледнете околу себе, бидејќи нашата реакција може во овие зимски услови некому да му спаси живот.